повторно Гете институт. Значи он се остана и по изглед како што беше на времето, а по духот исто така. И морам да кажам дека првото, така ќе ме поправиш ако грешам, првото доаѓање на Желимир Жилник беше 70-та година со неговиот култен филм Рани трудови. Ќе ви кажам, не го знаете вие младите, кино Варда Сала 2, што собираше 600 гледачи. Моравме да ангажираме и полиција за да направи ред, бидејќи имаше таква гужва за Рани трудови. Ете, тоа беше Скопје во тоа некое време и тогаш Жилник прв беше во Скопје, така не? И меѓу другото ме замоли да му покажам некој простор кај што младите се вртеле во круг. Не можев во прв момент да сватам што е тоа, но после открив неве Мартин помогна за тоа, дека тоа е Корзот. Така што го просетавме Жилник по Корзот, имаме фантастична филмска проекција, после тоа имавме 2 сата разговор во таа киносала Варда 2, што сега веќе не постои нормално. И потоа Жилник доаѓаше на некои филмски работилници, заедно со Макавеев, со уште една икона на Црниот бран. И еве го сега, благодарејќи, нели реков на виновникот, на Томас Дихаус, Жилник е повторно со нас. Ќе го гледаме неговиот документарец Кенеди се враќа дома. После документарецот ќе направиме еден разговор со него и ќе продолжиме со уште еден документарец кој што е пократок, нели така. Значи, вечерва се дружиме со Желимир Жилник, но прво му давам, прво и основно му давам збор на Томас Дихаус, виновникот еве за Фасбиндер и за Жилник. Драги пријатели на филмот, ви посакувам срдечно да гледате вечерва тука и сега ќе благодарувам пред кај Ленка за многото комплименти што ни додели. Wir sind auch sehr froh, also das Goethe-Institut ist sehr froh, dass es so einen guten Partner hier in Skopje hat und in Mazedonien. Und das ist, glaube ich, der Grund, dass wir wissen, was wir aneinander haben. Нам како Гете институт ни представува особена чест и задоволство што имаме ваков партнер како кинотеката. Heute sind wir schon ganz erschöpft von der Pressekonferenz, die fast so lange gedauert hat wie der Film. Сега наистина сме изцрпени од пресконференцијата, која што траеше речиси за толку долго како и самиот филм. Das spricht dafür, dass wir eine Menge Diskussionsstoff haben heute und ich hoffe, dass wir nach dem Film das auch noch ein bisschen weitertragen können und die offenen Fragen noch klären. Сега тоа зборува и за тоа дека имаме наистина многу материјал за дискусија и сега по филмот ќе имаме можност да ги расчистиме недоразчистените прашања. Zum Film selber möchte ich gar nichts sagen, das wird Želimir Жилник gleich selber tun können. Aber ich möchte natürlich etwas zu Želimir sagen und wir sind sehr froh, dass wir ihn heute hier haben. За филмот нема да зборувам, бидејќи тоа ќе има можност да го направи Желимир Жилник, меѓутоа би сакал нешто да кажам за него, наистина сме радосни што е тој тука. Ich hoffe, dass ich nicht etwas sage, was Linka schon alles erzählt hat. Се надевам дека нема да повторам нешто тоа што Ленка го раскажа. Unsere Filmreihe läuft unter der Überschrift Grenzgänger und die Themen in dieser Filmreihe haben immer etwas mit Migration zu tun und mit Grenzüberschreitungen zu tun in verschiedener Hinsicht. Нашиот филмски циклус прави долго време на тема преку границите и во сите филмови станува збор за пречекорување на граници, преминување преку граници. Und für mich ist Želimir Жилник eigentlich ein Grenzgänger und repräsentiert diesen Titel ganz besonders auch persönlich. А сега како олицетворение на самиот наслов на нашиот циклус преку границите е Желимир Жилник. Er hat in seinem filmischen Schaffen, in seinem Dokumentarfilm Schaffen Grenzen überschritten, künstlerische Grenzen überschritten, im positiven Sinne. Er hat viel andere Filmemacher beeinflusst. Er hat auch immer wieder politische Grenzen überschritten und ist deswegen hart kritisiert worden und hart auch bestraft worden. Сега кога Желимир Жилник во својата творба пречекорил многу граници, целоуметнички граници во позитивна смисла,
ćete videti i vidite svakako za učesnike ovog filma, dakle ljudi koje smo snimali, to je bila velika mogućnost da oni na neki način sliku o sebi prikažu drugčije nego što je ta slika bila u medijima. U medijima do tada je apsolutno bilo mišljenje da sve te familije koje su vraćene sa zapada, da su to familije koje mora da su učinile nešto kriminalno. I ja sam isto to mislio i kada sam se sa njima upoznao, mislio sam ok, sudbina dece je zaista vrlo teška, ali tu ćemo sigurno saznati da su roditelji činili neke zakonske prekršaje. A sa ovim što smo mi naučili, snimajući to i družići se ljudima, jednostavno smo shvatili da je tema i priča drugčija, da u toj priči